Благодарам, председателе. Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги, бидете сведоци на денешниот ден во кој јасно се гледа кој го кочи и кој го блокира собранието. Ќе преминам на појаснување на предлог законот за дополнување на законот за трговија, кој го бараме со јасна, недвосмислена и основна цел да се овозможи туристичките места утврдени со Законот за туристичка дејност да можат да работат и во недела, затоа што непромислените, избрзани законски решенија кои власта брзоплето ги истурка, резултираа со тоа што туристичките места ни станаа неатрактивни викенд дестинации. Колку и да сликате колешке, тоа нема да го смени фактот дека ние сме тука за да ги браниме нашите предлог закони кои се во интерес на сите граѓани. Важи за секого што Статистиката да не смее да покажува слика. дека во недела и за време на празник Не сликаше, бране, посетителите се слободни и своето за време сите го користат гласа, за туризам за сите и важи. купување во За сите туристичките важи места. тоа. Во недела и Важно за време за на сите. празник посетителите се слободни и токму тогаш доаѓаат да пазаруваат и да прошетаат. Најголем дел од неделниот промет на микро и малите трговци, дуќанџии во чаршиите се остваруваат токму за деновите од викенд и празник. Изразено во бројки, според финансиските и социјалните анализи кои се спроведени во приходниот и трошковниот аспект на дејностите, пред и после примената на измените на Законот за трговија, проектираните резултати покажуваат дека годишните приходи се кратат на 60%, затоа што најголемиот дел од прометот се остварува за време на викенд и празник, кога има најголем број на посетители. Наведените состојби ја наметнаа потребата од дополнување на Законот за трговија. Со Законот за трговија се уредуваат условите и начинот за вршење на трговија на внатрешниот и надворешниот пазар, мерки за ограничување на вршење на трговијата и заштитните мерки. Во рамките на делот за вршење на трговија, законот го уредува и работното време на трговците. Реагиравме и во текот на носењето на законот. Баравме широка дебата. Цела година власта го думаше и го најавуваше законот и се донесе како што се донесе. Избрзано и непресметано, без длабинска анализа на позитивните и негативните ефекти, со низа пропусти за кои добиваме секојдневни критики, како од страна на чаршискиот еснаф и граѓаните, така и од страна на туристите и трговците од туристичките места. Па дури и не сте ни потреба од кој знае какви анализи за да направите ваков пропуст. Доволно ќе беше само да прашате во кои туристички места се е затворено во недела. Но што е? Тука е. Судбина ни била ваквата власт. Имајќи предвид дека туризмот доживеа удар со ковид мерките, сметаме дека со последните измени на Законот за трговија се создаде голем и тежок удар на ионака кревката туристичка трговска дејност, која се извршува во малите дуќани низ туристичките места за кои недела и празник се денови во кои има најголема фреквенција на купувачи. Го повикуваме владеачкото мнозинство, посебно колегите кои живеат во туристичките места, да го поддржат овој предлог закон со цел да се помогне на туристичкиот развој и економијата кои благодарение на оваа владеачка гарнитура се на колена. Почитувани колеги од мнозинството, ова ви е шанса да покажете реална грижа за туристичкиот развој и економијата кои благодарение на вашата власт се на колена. Почитувана македонска јавност, видете и судете кој овде ги кочи работите. Една година се најавуваше и се размислуваше законов, се донесе како што се донесе и само неколку месеци од неговото влегување во сила се испостави, па дури и се потврди од страна на колегите од власта дека се потребни измени и тоа по скратена постапка. Дека и колегите од власта се согласуваат со потребата од донесување на овој закон или еве да звучам поблаго, се согласуваат дека се потребни измени и дека е неопходно во туристичките места да се работи и во недела, гледаме од точката број 48 ставена на денешниот дневен ред. Идентична цел, препишан закон со минимална, но многу штетна измена, ама важно пратениците од власта да стојат како предлагачи на законот. И ако нека стојат. На пратеничката група на ВМРО ДПМН никогаш, па ни сега не е важно кој е потпишан на предлог
Важно ни е од предлог законот бенефит да имаат граѓаните. А граѓаните се сосема свесни дека самата власт денес бара измени на законот што сама си го состави и брзо си го истурка. Да бевте власт како што треба, денес немаше потреба да губиме време за повторно отварање на овој закон. Ете кој ги кочи работите. Денешниот ден нека ви биде потсетник за фактот дека не сте власт како што треба, туку сте власт која што толку многу говори колку што малку прави и затоа, почитувани, изборниот потоп веќе ви се смешка. Ви благодарам.